Периодот во октомври и ноември, кога завршува жетвата на оризот во Кочанско, како и март и април пред почетокот на сеидбените активности, вообичаено зачестува палењето на страништата, сламата и жетвените остатоци. Надлежните редовно упатуваат апели и повици до земјоделците да ја променат ваквата практика, поради штетноста на појавата од повеќе аспекти, а посебно со можноста да се предизвика пожар од поголеми размери, но и да се загади околината. Стручните лица велат дека палењето на сламата е штетно и за хранливите материи во почвата, кои поради високите температури од огнот целосно се уништуваат. Кај на земјоделците многу малку се придржуваат на добрите земјоделски практики за одгледување на овие култури, а всушност тие добри земјоделски практики се еден планиран процес на системски и технолошки одржливи, применливи практики на подолг период, кои што, како што рековме, многу мал број на земјоделци се придржуваат кон тие практики, кои што инаку би требало да се придржуваат. И палењето на сламата доаѓа од две причини. Значи, првата причина, ќе ја кажеме, таа навика која што одамна ја имаат нашите земјоделци, се темелеше на едно отпорано научно докажување дека ако се запали страништето и сламата, тогаш ќе се обезбеди минерална исхрана со минералните материи кои што остануваат после палењето на сламата за наредната култура, и со палењето би можело да се уништат остатоците од штетните организми, болести што биле застапени на таа култура во таа година што се одгледува. Тоа е едното оправдание што можеме да го кажеме дека ги палат страништата. Вториот проблем што земјоделците го решаваат со палење на сламата е тоа што сламата од оризот многу потешко се распаѓа, бидејќи во себе содржи лигнин и силициум, кои што предизвикуваат тоа распаѓање на сламата да биде многу побавно, и затоа прибегнуваат кон полесен начин со палење на сламата, а не со заорување, бидејќи сепак се јавува и мал проблеми при заорувањето, бидејќи почвата е влажна, има повеќе вода и сламата се лепи на плуговите и им прави проблем. Тие се двете главни причини зошто се пали сламата, но би сакал да кажам дека првата причина, онаа што рековме дека со палењето се стварат минерални материи кои што ќе служат за храна и дека ќе бидат изгорени штетниците со тоа, веќе со напредокот на земјоделската наука одамна е напуштено тоа мислење и не суштествува веќе во научните кругови. Значи ли тоа дека во пепелта нема остатоци што ќе изгорат, после тоа нема никакви хранливи материи? Има одреден процент на минерални материи, но проблемот е во тоа што се прави многу поголема штета отколку што ќе добиеме корис со палењето и со тие минерални материи. Која е конкретната штета? Што изгорува? Така. Значи, тоа е добро прашање. Штетата е многу поголема и огромна, бидејќи со изгорувањето на сламата ние уништуваме голем процент на органска материја, која што ако се заори и врати во земјата, ние овозможуваме многу поголема хранливост на земјата, збогатување на почвата, го зголемуваме макро и микро животинскиот свет во почвата, на кој што му овозможуваме собствена храна за него, а тој макро и микро животински свет ги разложува тие материи достапни за подоцна за користење на растенијата кои што ќе бидат наредната година посејани таму, а исто така еден дел се формира хумус, со што се подобрува почвата, незината структура и незината хранливост и плодност. Значи, тоа е причината зошто не треба да се пали сламата и да се искористува за повторно да се врати во земјата како органска хранлива материја. Еве како за пример ќе кажам дека при палењето на сламата
бидејќи таа е сува, брзо гори и за некаде околу 40 секунди се развива температура висока до 360 степени Целзиусови и се изгорува околу 130 кг хумус на декар. Што подоцна би било потребно за да се надополни тој хумус, да се врати назад органска материја од околу 1300 кг. Значи, гледаме дека подоцна земјоделецот повторно ќе има поголема не штета, туку ќе треба повеќе да вложи средства за да ја врати таа количина на хумус што ја изгубил со палењето. Значи, тоа е внесување на вештачки ѓубрива и сите тие работи. Исто така во прилог на ова оди тоа што на 1 тон изгубена органска материја, тој треба да врати 3,5 тона арско ѓубре назад во почвата за да го надокнади изгубеното. Значи, тоа се моменти кои што кажуваат колку ние губиме со палењето на сламата, а колку можеме да заштедиме и да добиеме ако таа слама се врати назад во земјата. Значи, тогаш тој ќе нема потреба од многу користење на вештачки ѓубрива, ќе заштеди во тој дел, ќе ја задржи својата почва поплодна, ќе нема потреба од многу користење на пестициди, заштита. Но што се случува сега? Бидејќи тие палат, мислејќи дека ќе ги изгорат тие штетни организми што останале, тие повторно се појавуваат наредната година, бидејќи тој ги уништува корисните микроорганизми кои што ја вршат оваа ферментација на ѓубрива, на сето тоа, ги уништува на слој од 5 см. А оние штетните си најдуваат по-безбедно место подолу во слоевите на земјата и мал дел од нив да преживеат, тие бидејќи имаат способност за брзо размножување, повторно се размножуваат и го напаѓаат наредното растение кој што ќе дојде на таа почва. Исто така плевелите. Ако ги уништиме едногодишните плевели, ствараме шанса и можност да се развијат повеќе годишни плевели. Ако ги уништиме плевелите што се размножуваат со семе, овде доаѓаат плевелите што се размножуваат со ризомски корења, така што повторно имаме проблем наредната година за заштита од плевели и од штетници. Така што палењето не решава ништо. Привидно се исчистува нивата од слама, меѓутоа заклучок е дека се губи многу повеќе од тоа што Така е. Значи, ги гледаме загубите кои са. Сега, како што рековме, бидејќи нашите земјоделци многу тешко прибегнуваат кон овие добри земјоделски практики, иако да кажам дека веќе поодамна тие се како обврска на земјоделците, бидејќи и се поврзани во делот на директните плаќања при исплата на субвенции, се врши контроли на одредени земјоделци. Се уште да кажам дека тоа е така потолерантно, но би дошло време кога сепак ќе мора навистина да се обрати внимание на тие добри земјоделски практики, на земјоделците бидат малку посериозни во тој дел. Исто така, со тоа палење на страништата и на жетвените остатоци, ја загрозуваме нашата животна околина. Значи, не само што ја уништуваме почвата, ја загрозуваме животната околина, ги загрозуваме животните, па и луѓето. Бидејќи овие жетвени остатоци во себе содржат разни соединенија, да речеме, на азотот, на сулфурот, на јаглеродот, на кислородот, и при нивното согорување, да речеме, еве азотот, бидејќи тој е инертен газ, тој не согорува, туку оксидира, и со неговото оксидирање се стварат азотни оксиди, кои што, испарувајќи, одат во атмосферата, доаѓаат во судир со водата од облаците, и тоа е всушност потоа причина, се ствара азотна киселина, и тоа е причина после за киселите дождови кои паѓаат и нанесуваат дополнителна штета и на растенијата, и на почвата, и на луѓето, со еден збор кажано на животната околина во која што живееме. Значи, истото се случува и со сулфурот. Сулфурот тој согорува, исто така ствара своји соединенија како сулфур диоксид, сулфур триоксид, кој што исто така испарува и многу отровен, кој што повторно ние го дишиме и самите тие го дишат и се нанесуваат дополнителни штети. Сега,
зошто не треба да ја палат, бидејќи со самото тоа не палење ќе зачуваме нашата животна околина. Ќе ги намалиме, како што рековме, употребата на минералните ѓубрива и пестициди. Ќе зачуваме количината на азот кој што е многу потребна за растенијата во почвата, а вака се губи целата количина на азот. Има одредени алтернативи за кои што земјоделците би можеле да размислуваат. Значи, најпрво да кажеме дека, како што рековме пред тоа, да се заори таа сламат и остатоци со претходно исецкување, користејќи дискови култиватори и фрези. Јас знам дека на одредени места кај нас земјоделците, да речеме во атарот на селото Соколарци, Спанчево, Чешиново, почвата е многу тешка и ја држи водата и влагата долго време. При дождови нема каде да оди таа вода и останува и им прави проблеми. Но има места во нашиот дел, во овој Кочанскиот район, каде што може да се заори сламата, но сепак се пали. Значи, таму кај што е можно, кај што може да се пали сламата, тоест може да се заори сламата, пожелно е да се изврши тоа заорување, бидејќи, како што кажавме, се добиваат многу поголеми бенефити од тоа, отколку да се пали. Втората работа, еве да речеме, имаше пред неколку години една алтернатива да се прави брикети од таа слама. Тоа се случи во едно село во Пробиштип, каде што земјоделецот успеа да набави таква машина за правење на брикети. Присуствуваа луѓе земјоделци на таа презентација и беше една добра идеја. Можеби таа идеја, тоест тоа правење на брикети нема да биде масовно, од кој што може да се загрева цел град, но може да послужи на тоа домаќинство или на неколку домаќинства заедно да се здружат, да си направат брикети за огрев. Има една друга алтернатива, каде што балираната слама од ориз може да се третира со раствор, течен раствор од уреа и вар. Тоа се прави на следниот начин. Значи, балите се редат, се поливаат со тој раствор, повторно се редат, во зависност колку слама има човекот, се поливаат со растворот и потоа се затвараат со фолија, се притиска добро да не биде оддувано од ветерот и се остава еден период да ферментира, при што внатре се формира амоњак, кој што амоњак ги кине ланците на целулозата на сламата и таа омекнува и е потоа многу згодна и добра за консумација на животните. Таков обид исто така имаше правено во, мислам дека беше во Виничко, и таа слама, така ферментирана, се дава на кравите, посебно е добра за оние крави и телиња кои што се одгледуваат за тов. Значи, еве, уште еден начин, уште една алтернатива како може да се искористи сламата. Би сакал да напоменам дека со тоа уништување и палење, видовме оваа година што се случи, кај нас во овој регион има многу разновидни птици, и полски птици, и барски птици, така што тие представуваат еден добар украс за природата. Посебно би сакал да ги извам овде кај нас големата сива чапља и белата чапља, кои што се прекрасни птици. Јас мислам дека секој регион би посекал да ги има. Кај нас ние ги имаме, но им ги уништуваме пребивалиштата. Тие живеат во шаварите, во полињата и се многу убави, многу прекрасни, но оваа година мислам дека доживеа катастрофа, сигурно им беа уништени нивните гнезда, нивните живеалишта, така што не би било добро да ни избегаат тие птици од овде. Не само веројатно од естетски причини, затоа што убаво изгледаат, туку затоа што и тие го одржуваат природниот баланс во природата. Апсолутно, и тие влијаат на биодиверзитетот, на природната рамнотежа овде кај нас. Спомнавте дека можно е сламата да се сечка. Има ли таква механизација? Може ли да земјоделците ја набават и што по сечкањето? Дали на тој начин би се олеснало заорување?
Да, постои таква механизација, значи со дисковите култиватори, со фрези, тоа може да се направи и тогаш е полесно, бидејќи сламата е исецкана и полесно се заорува. Бидејќи рековме дека потешко се распаѓа сламата на оризот, затоа е пожелно порано тоа да се направи, за да има време кога ќе дојде наредната сезона, веќе тоа да е во една фаза на добро распаѓање, каде што сламата ќе се инкорпорира веќе во земјата и ќе заврши со ферментацијата. Една од можностите што им се понуди како алтернатива на земјоделците е и собирање на сламата и нејзина преработка во пречистителната станица во Мојанци да се произведува ѓубре. Тоа е, според мене, една од најдобрите алтернативи, најдобрата можност. Покрај уште една што би сакал сега да ја напомена, а претходно ја заборавив, сламата балирана е исто така добра да се користи како изолационен градежен материјал. Сега некој би рекол ќе се запали бидејќи е слама сува, нема да се запали бидејќи балите кои што се добро притиснати, стегнати, врзани, тие го имат истиснато воздухот, кислородот од себе и внатре владеат анаеробни услови, така што ако пробаш да запалиш бала, таа малку ќе почне да гори и ќе изгасне. Значи нема кислород кој што ќе прифати оганот да продолжи да гори. Значи тие се добри, дури такво нешто се имат веќе користено во некои земји како градежен материјал, дури се градат куќи за живење, а земјоделците може да го користат за, да речеме, за штали со отворен систем и за било какви такви изолациони потреби ако имаат. Сега за пречистителната станица рековме, тоа, реков, според мене е извонредна опција, алтернатива да се намали на што е можно на најниски гранки палењето. Бидејќи, како што кажа луѓето од Швајцарија кои што го поддржуваат тој проект за таа пречистителна станица, дека им е потребно многу слама. Може ли освен санкциите кои што се непопуларни мерки за да се спречи палењето, да на некој начин со законски одредби се стимулира собирањето на сламата, односно спречувањето на нејзиното палење, да бидат врзани, да речеме, субвенциите што ги добиваат земјоделците со предавање на одредена количина слама, со можеби доказ дека не е запалена сламата, туку е заорана, на некој начин да се изнајде можност да се субвенционира. Така, да, има размислување и во тој дел, значи тие идеи се добри. Непопуларно е, нели, да прибегнуваме кон казни, секако дека нема да дојдеме до решение на проблемот, но би било добро на некој начин тоа да се среди, да се поврзи, во корист на земјоделецот, да биде стимулиран, со тоа да го решиме проблемот и плюс тоа вака со ваквите наши настапи, со ваквите наши емисии да подигнеме свеста малку кај земјоделците, реално да размислуваат, бидејќи не е само да дојдеме ние до целта наша лична собствена, а сето друго да го згаземе, бидејќи и ние живееме сите заедно во оваа средина, па да не ја уништуваме. Малку да вложиме од себе, сите заедно, за да го решиме проблемот. Да не биде само нашата лична корист, како полесно да дојдеме до наше решение. Земјоделците велат дека се свесни за опасноста и штетноста од палењето на сламата и страништата, но досега немале друг избор како да се справат со овој проблем. Проблемот е најголем кога се оре и сите други работи, ред работи, дали дрлање, дали сега работиме моментално со ласерски рамјач и смета и на него. И затоа дел и поголем дел од земјоделците практикуваат и да ја палат сламата. Има и специјални комбајни, машини кои што можат да сецкаат сламата. Дали би можело да се инвестира, дали се размислува да се инвестира можеби во таква механизација за да се намали, да се спречи палењето на сламата? Па ние имавме ово зимо со градоначалникот 3 одвоени средби. Беше министерот за земјоделие. Стана збори за тоа. Колку би се субвенционирала набавката на ваква механизација? Би ли набавиле таква механизација? Па јас да.
Моментално јас работам со машини и комбајни, али нашите комбајни се слаби за да се ставе сецкалица, а па за другите комбајни што се во бивша Југославија не доаѓа во обзир. Тука ни требат поголеми машини со околу 200 коња, да имат моќност, па тогаш ни да се уграде сецкалка. Не е само да се пишуваат казни и да се казнува на некој начин народ, него да се најде решение за да се овај проблем реши. Смета на секој и сега и со ова со загадувањето голем проблем е. Решенија за справување со страништата и жетвените остатоци има, а еден од начините е прибирањето на сламата и нејзината употреба во пречистителната станица за отпадни води кај селото Мојанци. Таму таа веќе се преработува во органско ѓубриво. Киров, се наоѓаме овде на местото каде што комуналното предпријатие Водовод ја прибира сламата од Оризот. Колкава количина минатата година собравте за овие потреби што Така. се намените? Вие знаете дека ние како КП Водовод Кочани исклучивме договор со повеќе земјоделци, поготово со покрупните земјоделци каде што имат поголеми површини, поголеми ниви, а не беа исклучени самите индивидуални земјоделци со помални површини. Некаде успеавме да собереме околу 4.500 бали слама, која што сами ја избалиравме и сами ја донесовме овде во самата пречистителна станица. Иако морам да кажам дека имаме потреба и од многу повеќе. Ние дел од самата бала, од самата слама која што ни е балирана, се уште ни стои по самите ниви. Тражиме начин како да ја собереме истата, бидејќи со оглед на временските услови, дождилавото време, влажното време, малку со нашата механизација која што имаме не представува проблем за собирање и изнесување на истата. Меѓутоа, го користиме секој ден, сончев ден, малку посув ден, за да можеме дел од таа слама избалирана да ја донесеме овде на самата станица. Инаку, процесот на самата пречистителна станица со самата слама и со милта, односно компостирањето е веќе започнат. Откако милта ќе се сталожи во самите СБР или во самите базени овде на пречистителната станица, истата мил се пренесува во базен за одводнување на истата. Таму користиме одредени полимери, каде што таа мил се згуснува, од таму се префрла милта во самиот дигестор, каде што се загрева на температура од 37 степени и ствара природен газ метан и повторно со истиот тој газ ние ја загреваме милта за да не користиме дополнително гориво или дополнителен ереген за загревање. Откако таму ќе се исуши милта, додатно со центрифуги повторно се одводнува и се додаваат дополнително полимери. Целиот тој процес кога ќе заврши се носи во халата за компостирање. Во халата за компостирање милта се меша со самата слама. Ние некаде дневно произведуваме околу 7 метри кубни мил и ние имаме потреба од 16 до 17 метри кубни слама. Сето ова се меша и се остава да почнува да скапува како процес, да се одвива. Имаме две фази на скапување или на компостирање, две фази. Едната е интензивна фаза, која што е процес трае некаде околу 14 дена, и другата фаза е некаде процес прогресивно скапување, некаде процесот до околу 45 дена. Сега сме во овој тест период, каде што ние, откако ќе дојдеме до тој компост, ќе сакаме да го испитаме, за да видиме сите тие хранливи состојки какви има во тој компост, за да знаеме во која насока да се насочиме понатаму со производството на истиот. Дали треба да се додават некои други елементи, за да можеме да ја подхрануваме земјата во нашата околина, особено за Оризот, или ќе се смисли некое друго решение, ќе видиме понатаму. Која количина може да се добие, да речеме, дневно или месечно или на еден квартален период готов производ? Дневно некаде можеме да добиеме од 20 до 22 метри кубни компост. Бидејќи 7 метри кубни мил со 16-17 метри кубни слама, сето тоа кога ќе
ќе скапе, значи она малку намале и добиваме некаде од 20 до 22 метри кубни дневно компост на дневна база. Рековте дека се уште се испитува процесот за да хранливата вредност на тоа ѓубре. Така. Се размислува ли што потоа, откако целиот процес ќе почне да функционира нормално? Каде би се пласирало, како би се пласирало, дали има? Значи нашата цел првична и ние обстоиме на таа цел е да тој компост ние бесплатно го даваме на самите земјоделци, а за возврат од самите земјоделци да ја ние добиваме сламата од нивните посети. Дали тоа ќе заживее и како ќе биде, ќе видиме, ќе покаже времето, меѓутоа нашата интенција, нашата намера е таа. Каков е интересот? Имаше ли интерес кај земјоделците да подпишуваат договори и да бараат да им се собере сламата од нив? Така, интерес од самите земјоделци, значи тогаш преку самите медиуми, преку вас се направи една кампања за во врска со собирање на сламата, преку Сдружение на земјоделци. Исто така, значи интересот беше и е голем, значи особено големите земјоделци каде што имаат поголеми површини на ниви, не излегува во пресред, дадоа согласности за да можеме да влеземе во самите ниви и да избалираме сламата и да ја собереме и да ја изнесеме. Меѓутоа не беше исклучок и самите индивидуални земјоделци. Исто така пројавија голем интерес за собирање на балирање и собирање на нивната слама. И сега малку ни представува проблем во самото комунално предпријатие со механизацијата која што ни е располагање за оваа намена, бидејќи самото комунално предпријатие како дејност прв пат оваа година се соочува со оваа проблематика. Ќе тражиме начин дали со механизација да се малку подобриме и појачаме, дали со во смисол периодични човечки ресурси кога е моментот за собирање на истата слама, за да не се доведеме во ваква ситуација како оваа година, да имаме избалирано слама, а сламата да ни стое по самите ниви на одредени места. Така да овде има простор за размислување. Најважно од се е дека од земјоделците има интерес, позитивен, и се надеваме дека така ќе продолжиме и во идење. Рековте 4500 бали собравте минатата година. Колкав е капацитетот? Колку можете максимално да приберете во овој пункт? Значи некаде ние годишно на нас ни требаат од 40 до 60.000 бали. Значи 10% сте собрали. За целата мил да се направи компост со целата мил, да не ја изврлам. Така и замислена самата прочистителна станица. Меѓутоа, бидејќи е прва година, оваа година е пилот проект, беше тестирано и начинот на компостирање, беше тестирано и начинот на собирање на слама, или генерално е целото ова како тест за овој готов производ од самата прочистителна станица што ќе го имаме, за да направиме еден акцијски план за како понатаму во иднина да се поставиме во овој дел. Со самата станица што го нуди како опција, како можност. Бидејќи ние сме една од најмодерните станици во моментот, од самата прочистителна станица правиме готов производ. Доколку се постигне тој максимум, условно речено, максимален капацитет од 40 до 50.000 бали, значи ли дека ќе има и поголема, би рекол, рационалност, ефикасност и економска исплатливост на целиот процес да се оствари некаков приход во иднина? За профит и за приход не би разговарал во овој момент, бидејќи немаме правено такви пресметки, такви калкулации, или не сме појдени со таа идеја и со таа цел, меѓутоа ќе имаме еден друг значаен придонес во целата оваа работа, а тоа е собирањето на целокупната слама или поголем дел од сламата кој што се наоѓа во Кочанско и околината, во Кочанското поле, така да од делот на заштита на животна средина ќе бидеме комплетно исполнети во тој дел, бидејќи нема се дозволи да самата слама останува на полињата и самите земјоделци да ја палат истата. Има ли поврзаност со тоа дали сламата ќе биде кога се прибира сува или влажна, дали потребен е процес на сушење претходно? Па во принцип сламата треба да биде сува. Ние како влажна слама со нашиот капацитет на механизација не можеме ни да ја избалираме ни да ја собереме. Во принцип ни треба сува слама. Само знаеме дека ако доколку сламата е мокра може да се и запале, само запалување да има, така да ни е потребна сува слама и тоа е обично во периодот кога се жнее. Тоа е најдобриот период во годината кога истата слама треба да се избалира и да се собери и да се донесе овде да се складира. Капацитет за складирање имаме можност да ја собереме таа слама, имаме потреба од истата,
ќе видиме како во иднина ќе се понашаме. Добрата земјоделска пракса е еден од начините да се обезбеди богат биодиверзитет. Избегнувањето на палењето на сламата и страништата е еден од главните начини како тоа може да се примени во практика. На тој начин, користа ќе биде повеќекратна, а најмногу за здравата животна средина, која ни е потребна на сите.